Идните дипломирани правници, економисти, архитектонски и градежни инженери. Занаетот ќе го печат во општините. Во следните 2 месеца тие во местата каде што живеат ќе имаат можност за платена практична работа во службите на општините. Министерството за локална самоуправа во соработка со Инова, Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и претприемништво, обезбедија можности за 60 на студенти да бидат одбрани и платени за оваа работа преку ресурсниот центар во 40 општини. Идејата е оваа година да видиме како ќе се одвива целиот процес на практиканство, каде што веќе од наредната година планираме бројката на студенти и бројот на општини да биде се поголем, а секако ја разгледуваме и можноста за приклучување на приватниот сектор во овој дел. Квалитетот на практичната работа на студентите ќе биде оценет од страна на општинските службеници. Надлежните алармираат дека еден од најголемите проблеми со кои се соочува локалната самоуправа е токму недостатокот на добро подготвен кадар. И на тој начин не само што ќе се обидеме да ги вклопиме знаењето и праксата кај студентите, туку и на некој начин ќе се обидеме да помогнеме на локалните самоуправи во извршувањето на нивните задачи. Ако го отвориме процесот, може да се надеваме дека во иднина локалната самоуправа ќе ги исполнува оние задачи заради кои ја постои, а тоа е да биде блиска до граѓаните, да ги решава проблемите на граѓаните и да биде на услуга на граѓаните. Доколку овој проект даде резултати, тогаш следната година ќе бидат вклучени поголем број општини. Според институциите кои го реализираат проектот, ова е почеток на сериозен процес во којот следната година би требало да се вклучи приватниот сектор. Практикантите и таму би биле платени од страна на ресурсниот центар.